Добар ден за оние што туку се вклучуваат во отвореното студио на Еден телевизија. Влегуваме во дебата за политичко-економските прашања. Ми се чини дека досега нашата перцепција беше од политичкава криза ќе влие врз економскиот развој. Мојот гостин и соговорник професорот Владимир Филиповски го прашувам со обратна теза. Кога економијата ќе ги пресврти политичките текови? Тоа може да значи на одреден начин некаква персонализација, но факт е дека бизнес заедницата, стопанските комори, науката во Охрид предупредува дека треба политичарите да го слушат гласот за решавање на политичката криза, ова мини политичка криза, за да не дојде до нов распад на економските текови. Повторно играм со пермутација на тезите, а тоа е има ли шанси економските параметри да бидат предупредувачки за политичките елити? Да, секако. Една одговорна политика би требало да ги перцепира и да ги пресретне евентуалните економски последици на некои политички одлуки, на некои политички процеси. Но, за жал, обично интеракцијата е таква што, вообичаено, не само кај нас, него и насекаде, дека политичките процеси и политичката неизвестност која што се креира во една земја влијае врз бизнисите, влијае врз очекувањата на бизнисмените, на домакинствата и практично тие се оние кои што се прилагодуваат на она што се случува во политичката сфера. Инаку, секако во нормални услови, ситуацијата би била таква да при дизајнирањето на економските политики од страна на владите, да се имаат предвид интересите, ставовите, состојбата во реалната економија, во финансискиот сектор и така. Меѓутоа, во случај како што е нашава стварност, каде што обратно, огромна неизвестност се креира, мобилизација на јавното мислење повеќе околу политички прашања, политички проблеми, со неизвестни исходи. Понатаму често случување на избори, мобилизација на јавноста околу изборите, повторно со неизвестни исходи и така натаму. И она што е исто така проблем, што тоа трае долго. Тоа трае долго и ние, знаете, во економијата обично велиме има настани кои се шокови за економијата, но тие се еднократни и кратко трајат. И после економијата се прилагодува, го абсорбира шокот и се прилагодува на тоа. Но кај нас политичките процеси креираат како перманентни шокови, всушност. И целата таа неизвестност, целото тоа пролонгирање на разрешување на неизвестноста е проблем за економијата. Во оваа спирала меѓу политичката криза и евентуалното влегување во вртлокот на перманентни избори, дали ќе бидат сега вонредни, парламентарни или председателски така натаму, што е според вас најранливо во овој момент во економската ситуација и во македонското стопанство? Па видите, можеби да речеме најголем проблем би било тоа што она програма за економски раст која што ја донесе владата и која што е прилично сеопфатна и каде што има мерки за подобрување на инвестициите, за подобрување на конкурентноста на фирмите во македонската економија, за технолошки развој и на крајна линија за зголемување на продуктивноста во користењето на ресурсите, можеби тука би бил ефектот најзначаен во смисла на негативен ефект. Затоа што тоа беше програма од која се очекува многу. Посебно во сферата на економскиот раст и подобрување на конкурентноста на стопанствата. Исто така она поддршка на микро, мали и средни предпријатија и многу мерки кои што беа дизајнирани во рамките на таа политика. И сега, секое одлагање на влегување на таа програма во полн капацитет
ќе значи дека ефектот врз економскиот раст ќе изостанува или ќе биде одложен за некое подолго, по идно време. Секоја турбулентна политичка криза ги прави домашните предприемачи и компании на одреден начин внимателни, уште повеќе странските инвеститори ги прави ранливи во проценката дали оваа држава е стабилна да влезат во ризични пласмани, односно во пласмани, во инвестиции и така натаму. Како да се направи пресвртот и дали воопшто може да се направи пресврт во која да ги, условно кажем, да ги оставиме Заев и Мицковски и Ахмети да се занимаваат, да видиме и во ситуација на така наречени шок политички кризи, може ли да се извлечеме? Да, видите, значи, ево, например, објаснувањето на рейтинг агенциите, кога го даваат кредитниот рейтинг на државата, е секогаш дури условено. Се вели таму доколку, да речеме, помине референдумот, односно доколку се реши прашањето на името оди во соодветен тек, тоа би била една проценка, но ако се искомплицира ситуацијата, тие вела, ние дури би ја ревидирале проекцијата и би ги ревидирале дури и оценките за кредитниот рейтинг. Што значи дека тоа се таков тип на политички процеси кои неминовно имаат голем ефект, големо влијание врз економијата и процесите во Народната банка за текот на ноември планира некаква нова иновативна проценка за движењето на порастот и на движењето на бруто општествениот производ. Меѓутоа, ММФ вели 1,6% до крајот на годината со оглед на неповолниот старт или стартот на нула. Што пак од друга страна од ММФ и прогнозите дека тоа би бил најнизок старт, најнизок раст во регионот. Наспроти, например, Косово, Албанија. Сега дилемата ми е, освен тоа што имаме ваков лоша прогноза, како е возможно на Србија и Косово, кои исто така се во перманентна криза? Па и една Босна која сега се сочува со нови турбуленции, да има димензијата на за балкански прилики на еден перманентен раст во овие 2 до 3 години меѓу 3,5, 4, 4,5%. Видите, сега секоја земја на некој начин е и посебна приказна за себе. Например, Косово е една приказна, Србија е друга приказна сепак. Но она што е, да, некои проекции дури на Светската банка, кои сега брзо беа објавени, има ревидирање на стапката на економски раст за Република Македонија, нели, од оние проектираните 3,2 на 2,5. И да, тоа е како проекција една од најниските во регионот на Западен Балкан. И тоа е сосема очекувано. Кога имате ваква ситуација, вакво окружување, тоа е сосема очекување. И знаете што е исто? Една работа е ефектите врз стабилизационите економски политики, монетарната и фискалната во делот како стабилизациона. Но друго се оние долгорочни структурни реформи. И она што е негативен ефект на вакви ситуации на политичка неизвестност е дека самите политички елити, се зборувам генерално, тие кога се сочени со перманентни избори на многу кратки рокови, тие стануваат аверзични кон ризикот да превземат длабоки структурни реформи. И тие структурни реформи повторно се одлагаат за некој идно време и ефектите од тие структурни реформи изостануваат и повторно на крајот е негативен фидбек. Економијата на некој начин споро расте, анемично расте и тоа е крајниот ефект на тој циклус, да речеме, политичко-економски циклус. Растот на почетокот од годината беше загрижувачки. Тој во старт се покажа дека нема да биде планираните 3,2%. Она што во овој момент е исто така симптоматична точка на македонската економија и тоа се јавните финансии.
Од една страна имаме убедување и ова дека тие се во границите на подносливоста. А од друга страна, во Охрид, академик Петревски предупредува дека брзината на растот и задолжувањето може да ја загрози и стабилноста на финансиите и на кредитно-монетарната политика на крајот на гишата. Какви се вашите перцепции и прогнози? Видите, точно е дека фискалната политика е практично во нашиот микс на макроекономски политики она која што на некој начин го диктира темпото, додека монетарната политика повеќе се прилагодува, е повеќе акомодативна. Сега, во однос на можеме да зборуваме за нивото на јавниот долг и движењето на јавниот долг и на буџетските дефицити. Она што се случи, да речеме, во првите два квартали од оваа година е известно стабилизирање. Значи, немаше некое намалување, но немаше и некоја акцелерација на нивото на јавниот долг. Значи, некое стабилизирање на околу 47,5 во просек прилика за нивото на јавниот долг. И сега знаете, кога излегувате од период, 10-годишен период, кога имало прилично забрзување, тоа беше основниот проблем тогаш. Не толку самиот апсолутно ниво на долгот, туку забрзувањето. Бидејќи тоа забрзување, па после има одредена инерција. И тешко е да закочите нагло и да почнете нагло да го намалувате јавниот долг и буџетскиот дефицит. И затоа можеби во ова ситуација реално беше да се очекува токму тоа, барем во првите 3-4 квартали да има известно стабилизирање на долгот. Сега, работата е во тоа што сега пак клучниот проблем пак ќе биде и за проблемот на задолженоста на државата ќе биде колку ќе биде брз економскиот раст. Бидејќи само на тој начин, долгорочно и систематски, би можело да се намали товарот на јавниот долг. И сега, гледате, кога изостануваат подобри резултати на полето на економскиот раст, тогаш јавниот долг може да стане проблем. Поштовани гледачи, следите ТВ интервју со професорот Владимир Филиповски. Разговараме за економските движења и влијанието врз макроекономската политика, особено интерактивноста меѓу политичката криза и можностите тоа да ги редуцира уште пониско порастот на бруто општествениот производ и економскиот развој. Пред да го продолжиме разговорот, од режија добивам информација дека во утринската сообраќајна несреќа во Србија, во која загина најмалку 6 мина, а неколку други се повредени во тој верижен судар на автопатот Кон-Белград, потврдено е од МНР и од МВР дека меѓу загинатите има и двајца македонски државјани. Јас ќе го замолам дескот да го даде кролот со оваа информација, за да може гледачите да бидат упатени со најновите информации и интересот на македонската јавност. Професоре Филиповски, продолжуваме понатаму. Во овој момент, секогаш кога државата се наоѓа во вакви премрежја, се користат ресурсите за така речените New Deal, јавните фондови, инвестициите и така натаму. Зошто оваа власт, освен санирањето на претходните дубиози со кредитите кинески и така натаму, ја нема храброста или недоволно влегува во реализација на капиталните инвестиции, вклучувајќи ги и двата клучни правци заради кои долго време се тактизираше, се преиспитуваше аранжманот. Дали задоснуваме со тие инвестиции, капитални инвестиции во инфраструктурни објекти? Па добро, јавните инвестиции и реализацијата на планираните јавни инвестиции е важна
за економскиот раст на Република Македонија и секое потврлање на реализацијата сигурно има одредени негативни ефекти врз економскиот раст. Меѓутоа, за конкретните причини кои што се во сферата на менаџирањето со тие големи проекти, инфраструктурни проекти, секако повеќе детали имат соодветните представници на владата, Министерството за транспорт и така, кои што во јавноста тие ги изложија, кои се проблемите во врска со тие проекти. Она што можеби ние можеме да коментираме е фактот дека и самиот факт дека например македонската економија и растот на македонската економија на некој начин во последниве десетина години стана зависен од градежништвото. И сега испаѓа дека ако во градежништвото има некој голем пад, дека тоа ќе има автоматски негативен ефект и врз агрегатната стапка на економски раст. Но при тоа можеби треба да се запрашаме на некој начин дали пак е добро да економијата е толку зависна од само еден сектор. Што ми е идејата? Дека можеби претходно се беше фокусирано од економските политики, беше фокусирано на јавните инвестиции, односно стимулирање и поддршка на градежниот сектор. Добро, тоа е окей, меѓутоа има и други сектори. И ако еден сектор хипертрофира, значи премногу се развие на сметка на другите сектори, тоа исто така не е ситуација која што е добра, бидејќи, било каков негативен ефект врз тој сектор, наеднаш ќе има многу негативен ефект и врз целата економија. Економијата станува зависна само од тоа што се случува во единствен сектор. И тоа не е добра ситуација, не е добра структура на економијата. Зашто, замислете, ако имате некој вид на пренампумпан шпекулативен меур во еден сектор, со самото пукање на тој меур, после имате проблеми во целата економија. Добро, таа теза се согласувам дека е на одреден начин висок степен на внимателност. Но услови кога ние немаме, повелете. Исто така, идејата порано беше објаснувањето, беше една кензијанска теорија дека градежништвото ако работи уште 20 на гранки ќе работат. Меѓутоа тоа не е баш така или не е секогаш така и тоа е мала вулгаризација на кензијанската теорија дека мултипликаторите се толку големи што доволно е вие да се фокусирате на еден сектор и се друго автоматски ќе почне да расте и економијата ќе цвета. Има еден подсистем кој ме принудува да ви го поставам прашањето. Велат патиштата засега се стопирани и дека тие исто така може да бидат еден политички партиски трик непосредно пред изборите да започне тој нов бран на потрошувачка во јавниот сектор пред се во патишта и така натаму. При тоа, многумина од вас предупредуваа дека таквата нагла инфузија на свежи пари без доволно домашна потрошувачка може да предизвика турбуленции на блага и на моменти можеби неконтролирана инфлација. Видите, инфлацијата практично во последниве години не беше некој проблем. Монетарната политика имаше прилично добра контрола врз инфлацијата. Исто така, она што се случи дури и на глобално ниво во развиените земји е една теза која во економската наука порано важеше, дека ако има големи задолжување на државата, ако експандира фискалната политика, дека тоа ќе предизвика инфлација. Меѓутоа, тоа не се потврди. Не се потврди дури ни на примерот на Соединетите Американски држави, на земјите од ЕУ, во смисла. Имаше лабава монетарна политика, лабава, со голема креација на парична маса, но инфлацијата изостана. И сега економската наука е всушност многу посветена на тоа да открие како е можно, што се случи, што се смена, кој е тој структурен пресврт
кој што доведе до тоа. Една вистина која, условно во наводници, една аксиома која порано важеше за економските политики, сега веќе не важи. И сега има различни објаснувања зошто е тоа така. Но сега да се вратиме малку на... Има тука уште една... Првата асоциација ме како е возможно да стигнеме до нулта каматна стапка, нели? После оној бум на Драги и на Европската банка од 1000 милиарди инфузија во европската економија, но факт е дека врз основа и на тоа, и на ресурсите на локомотивите на економскиот развој во Европа, Германија го држи засиленото темпо, нели? Иако во Франција има знаци на благо опаѓање. Но јас се уште стојам на становиштето, нам ни треба сериозна домашна потрошувачка, меѓу другото, за да ги стабилизираме или да можеме да се соочиме со дубиозите во јавните финансии, пред се во пензискиот фонд. Значи, без добар обрт нема избалансирана даночна фискална политика. Дали не ми се чини дека нам една дупка со благиот раст на бруто општествениот производ и економскиот развој може да се стекне и со дубиозата на пензискиот фонд, која е прилично неконтролирана или е контролирана до степен да се менеджира ад хок. Добро, значи тука сега е проблемот прво генерално за јавните расходи и јавните приходи, па после можеме и за поконкретно мало и за пензискиот фонд. Она што, да речеме, владата има стратегија, среднорочна стратегија до 2021 година, каде што планира нивото на јавните расходи да успорува. Сега, тоа би значило дека во отсуство на оние што ги викаме ние фискални правила, формално поставени, тоа се лимитите кои што се поставени од страна на владата, на извршната власт во однос на јавните расходи. Сега, работата е во тоа што некои планирани активности, кои што може би се оставени за понатаму, за воиднина, како што е, например, државна социјална пензија, зголемување на социјалната помош. Се тоа работи кои што би можеле да доведат до зголемување на трансферите, така наречените социјални трансфери, кои се значаен дел во Република Македонија, се значаен дел од вкупните јавни расходи. И сега тука треба евентуално да се разбира, да се внимава дали тоа ќе биде покриено соодветно со на страната на јавните приходи или во однос на даноци и слично, или пак со задолжување. Сега тука доаѓаме до она дека кога за да се одржи, да имаме одржливо ниво на јавниот долг, треба повторно да ја обезбедиме она релација меѓу економскиот раст и каматната стапка на задолжувањето и нивото на тоа е еден, да речеме, една меѓузависност, еден модел кој што може да покаже, например, колкава треба да биде стапката на економски раст за да се одржи некое постојно ниво на јавен долг при одредена стапка, каматна стапка, односно камати во однос на јавниот долг. Па сега видите, тоа е една многу апроксимативна, но ево ако го земеме, да речеме, нивото од 2017, нивото на заделженост 47,6 отприлика, иако предпоставиме дека е 3% каматната стапка, што може би е и превисока проценка, тогаш ние меѓу 5 и 6% би требало да биде економскиот раст за да се одржи на исто ниво. И сега гледате, ова е груба пресметка, но таа покажува колкаво е значењето на стапката на економски раст за да може нивото на јавниот долг да се одржува на стабилно ниво. Тоа е поентата, не е толку прецизноста на бројките. Пред малку детектиравте дека кейнзијанството околу тоа градежништвото да стартува и да биде добро, се друго ќе биде
по некаква инерција или по некако сплет на логистика на другите индустрии па и стопански гранки дека ќе бележат пораст. Меѓутоа факт е дека во Македонија еден подолг период индустријскиот развој беше на границата и под нивото на реалниот пораст на брутоопштествениот производ. Иако имавме прилично значаен замаец кај странските инвеститори кои го обезбедија оној инпут на увоз и извоз со нето девизни приливи и така натаму. Дали не ми се чини дека домашните финансери, домашните банки, исто така се доволно превнимателни во кредитирањето на новите проекти, на нови изградба на инвестициски зафати кај домашните компании во сферата на индустријата, услугите и така натаму. И дека се сите концентрирани, главно концентрирани токму кон стимулации на кредитни аранжмани со градежништвото и со тој дел на потрошувачката. Видите, иако можда главното прашање и главната поента беше да, странските директни инвестиции се она што навистина придонесе за растот во претходните години, за подобрување во сферата на вработеноста и така натаму, извозот, нето извозот и слично. Во однос на она што го спомнавте беше за интересот на банките да вложуваат надвор од градежништвото. Па видите сега, банките се институции финансиски кои што го проценуваат ризикот, кои што финансираат проекти кои што се исплатливи, кои што се здрави и секако во нивната кредитна анализа внимателно ги проценуваат сите можности за креирање на профити на фирмите кои што ги финансираат. Факт е дека каматните стапки има тенденција на намалување и на некој начин следат и она што го прави и монетарната политика со намалување на есконтната стапка, односно стапката на благајнички записи. Практично тоа е од прилика тоа, но можеби поважно е она што се случува во реалниот сектор во смисла на подобрување на конкурентноста на економијата. Тоа е она што ќе креира понатаму и профити доволно за да и банките најдат доволно атрактивни проекти да ги финансираат. Инаку банките се разбира треба да внимаваат и на својата капитализираност и на својата ликвидност и да се справуваат со ризиците кои што произлегуваат од финансирањето. Така што тие поаѓаат од таа позиција. Мислиш дека на моменти како да се обидувате на банките да им погледате малце низ прсти. Да ви кажам една работа. Читам податок дека нашите банки, сите вкупни, без оглед овие 3-4 и така натаму, од провизии и камати имаат исклучително висок бонитет. Да не зборувам за апсолутни бројки, кои се движат во стотици милиони евра. Тоа значи дека значаен дел од потрошувачката и домашната акумулација се прелива во банките и банките стануваат бастиони на заштита на капиталот, а не на ризикот на следење на економските текови и стопанските субјекти. На крајот на криштата, нашите не се изолирани од светските текови. Ако Европската банка влезе во тој ризик на нулта каматна стапка и на финансирање, нашите банки што прават? Видите, едно е сега монетарната политика на Европската централна банка. Таа е со цел да генерално се држат каматните стапки на пониско ниво и на тој начин да се стимулира кредитниот раст и економската активност. Но сепак на крајот на денот комерцијалните банки се самостојни, автономни
институции кои што сакат да го максимизираат профитот или да обезбедат ликвидност и стабилност на своите биланси, така што не знам дали би можело да се очекува дека банките треба да спроведуваат некоја економска политика од страна на државата наметната и така натаму. А како формираат својата финансиска перцепција на пласман на својот капитал ако не следат економски текови во домицилната држава? Не можете да бидат они изолирани во острово на каптажа на капиталот и на своите интереси, а другите ќе сите, вклучувајќи Народна банка која има прилично флексибилна кредитно-монетарна политика во притисокот врз банките да ги намалуваат каматите. Видите, можда одговорот треба малце на друга страна да го бараме, затоа што тоа е тоа што го кажав практично. Може би сега работата е во тоа што во Република Македонија не се доволно развиени алтернативните механизми на финансирање. Бидејќи обично банките се прилично аверзични кон ризикот. Но, од друга страна, она што му треба на македонското стопанство е иновативност, иновативни ферми, предприемнички проекти. Предприемничките проекти, иновативните проекти се во основа многу ризични, бидејќи е нешто неиспитано до тогаш, затоа иновација, така. Сега, тука приносите може да бидат многу високи, но има ризики да не успее проектот. Такви типови на проекти обично во развиените земји не се финансираат со класични банкарски кредити, туку се финансираат со механизми на еквити фондови, односно собственички капитал. И еве, еден од елементите во овој план за економски развој беше токму тоа. Дури државата да помогне за појава и за развој на тие еквити фондови. Бидејќи тоа е она правото. Тие се оние кои што може да се справат со ризикот. Собственичкиот капитал е оној кој што може да се справи и кој го поднесува целиот ризик. Банкарското финансирање е повеќе за проекти каде што е многу попредвидлива профитабилноста, попредвидлив готовинскиот тек од проектите и така натаму. И тоа е сосема логична и нормална работа во сите пазарни економии. Што во Охрид и сугериравте на владата да се вмрежат или да се излезе од оваа перманентна врска меѓу економската криза и политичката криза? Зашто сега се уште сме во фаза на гасење на пожар, на евентуален гасење на пожар, која може да доведе и вкупната владина стратегија. Видите, сега, ако ме прашувате за еден генерален, да речам, поглед на она што беше кажано на конференцијата во Охрид, повеќе беше нагласокот токму на овие проблеми, на индустријската политика. Индустријска политика тоа не е нешто што е исклучиво за индустријата, но тоа е еден тип на државна интервенција која сака да направи известно насочување на економската структура во една економија со евентуално стимулирање на одредени сектори или дејности. Сега, поентата, може би, ево, моја перцепција на тоа е дека всушност кај нас токму тоа треба да биде пристапот. Иновативноста во различни сектори. Да се најде начин, механизам да се стимулира, да се генерира иновативност во различни сектори од економијата, дури и во некои традиционални сектори. Значи, и исто така, она што го спомнавте вие, вмрежување, јас би го спомнал на следниот начин. Дигитализацијата, она што е зелена економија, нели, декарбонизација. Процеси кои што, знаете што значат? Тие практично и кај традиционални индустрии значат нови бизнис модели. Поефикасно користење на ресурсите, креирање на нова вредност преку користење на можностите што ги дава дигиталната технологија. И може би тоа е, еве да речеме, бидејќи таму се зборуваше повеќе за долгорочниот економски раст, не толку за овие краткорочни политики за макроекономска стабилизација. Професор Филиповски, објавени се Нобеловите награди за економија, двајца научници.
од два универзитети престижни. Меѓутоа, она што ми е индикативно, а за кој прв пат се соочува вака како перцепција, тоа е тезата дека настанува нов период на така наречената човекова околина, заштита на човековата околина со економските постулати и стимулации. Што е тоа, што е новина? Бидејќи ние се доведовме во ситуација, сега зборам за македонскиот синдром, треба да ги заштитиме патлиџаните, а рудниците да ги уништиме. Таа перцепција во која нешто што создава вистина мокна економија, тоа се индустријата, рударство и така натаму. Наспроти, например, ова наша желба да ја зачуваме нашата еколошка средина, зелената енергија и така натаму. Што е тоа што, дали е тоа некој нов процес во кој допора ние ќе ги видиме резултатите и нивното вткајување? Да, се разбира. Да, еден од нобеловците, Вилијам Нордхаус, покрај другите придонеси, има придонеси во тоа, дури како влијаат климатските промени врз економија. И сега тука е посебно енергетскиот сектор. Посебно енергетскиот. Самото преструктурирање на енергетскиот сектор е чисти енергии, паметни механизми за креирање на енергија, декарбонизација, што помалку зависност од фосилните горива и така натаму. И тоа е практично и патот за раст и за развој, преку преструктурирање според изворите на енергија. Напуштање на традиционалните фосилни горива и одење со други алтернативни извори. Тоа беше практично и во случајот на Соединетите Американски држави. Излегувањето од кризата 2008, покрај другото имаше и такви мерки на премин кон нови извори на енергија. Тоа значи дека на миг ќе завршиме со автопатиштата, време е на јавни инвестиции во зелената економија или во енергетските ресурси кои нема да ги користат овие нови фотоволтични централи, сончева енергија, ветар и така натаму. Да, и всушност исто така ова треба да го спомнеме, дека инфраструктурните инвестиции се многу важни како создавање на предуслови за економски раст во останатите сектори, во индустријата, преработувачка индустрија, земјоделството и така натаму. И сега што е тука? Тука најмалку 3 типа на инфраструктура за нас се важни: енергетската, транспортната, па дури, јас би спомнал и комуналната инфраструктура, која е, да речеме, во надлежност на локалната држава, не толку на централната власт, но исто така и тука е многу важно да се тоа реструктуира, да се зголеми ефикасноста на користењето, бидејќи се тоа мрежни индустрии. Инфраструктурата е мрежна индустрија. Таму економиите од обем се многу значајни, но е потребна реструктурирање според новите технологии. Ако тоа го пренесам на практичен терен, на инвестициите и економските движења, капиталните инвестиции во гасоводот ќе бидат за еден одреден период замрзнати. Железниците кон Бугарија, ја мислам дека во наредните 50 години нема да ја изградиме, бидејќи почнавме од тука до Белјаковце, наместо да одиме од Бугарија до Крива Паланка, па нешто да искористиме. На крајот на ништо да бидам вулгарен, нам ни се урна еден мост на железничката пруга кон Грција и е блокиран, да речем условно, индустријскиот процес во значаен дел од овој дел од тешката индустрија. Или немаме смисла за приоритети, или некој во играта со партиските и политичките мигови забораваа дека се тоа долгорочни процеси, дека треба еднаш за секојаш да ја симнеме од агендата на ветувања, на лесно дадени ветувања. Тоа е сега она што на почетокот да кажам. Кога ќе прекине лостот меѓу политичката криза, политичките ветувања и реалниот економски развој и инвестиции? Точно, она добро го спомнавте. Сите тие инвестициони, инфраструктурни проекти по својата природа се долгорочни. А кога имате политичка сфера која
каде што политичарите се прилагодува на многу краток рок на размислување, бидејќи толку се неизвестно, тогаш е тој конфликт меѓу краткорочната перспектива на политичарите, политичките елити и потребата за долгорочно планирање на економскиот раст, на јавните инвестиции во инфраструктурата и така натаму. Како тоа ќе се реши, јас во овај момент не би можел да предвидам. Тоа би било стварно, но кога би се случило би било многу добро. Професор Филиповски, кога се извинувам, кога конфликтноста во политичката сфера би се намалила, кога тој степен на конфликтност би се намалил и тоа би бил некој придонес и за економските субјекти и во реалниот сектор и во финансискиот сектор да можат малку со по-добри можности да предвидуваат она што е предвидливо и така. А да не зборуваме за ова дека институциите, квалитетот на институциите, независноста, кредибилитетот на економските институции, на владењето на правото е повторно секогаш тема која што е важна во било кој аспект. А квалитетот на институциите, на регулаторните институции доаѓа пак од она што е врвот на политичко-економскиот систем. Ако да речеме политичката сфера, партиските елити, во наводници, дозволат институциите што се регулаторни да ја вршат работата на професионален начин, на стручен начин, на независен начин, тоа сигурно ќе има позитивни ефекти врз економскиот раст. Ја мислам дека некој што не гледа ќе каже дај Боже. Како перцепција на очекување. Професор Филиповски, ви благодарам што ова попладне го одвоивте за телевизијата 1 и за отвореното студио. Се надевам дека со тек на време ќе бидете дел од овие по-очекувани и по-жестоки соочувања проет контра политиката и економијата. Ви благодарам што беше. Благодарам на поканата.